Благодарам. Почитувана колешке, многу кажавте, не можам на се да одговорам, ќе се задржам на неколку моменти. Моето мислење за буџетот го кажав и вчера, ќе го повторам и денес. Тоа е следното: популистички, мегаломански и буџет со кој се прави политички подкуп пред најавените предвремени парламентарни избори. Односно се прави институционална корупција. Ова не е буџет за развој на Република Македонија. Македонија, впрочем, и заостанува зад останатите земји во регионот. Капиталните инвестиции се на ниско ниво, додека соседните држави градат и пуштат во употреба нови автопатишта, училишта, болници, спортски терени, а Македонија има председател на државата кој сака да ја напуши државата. Меѓутоа, задолжувањата немаат крај и се многу сериозни и можат да направат понатаму сериозен проблем во делот на функционирањето на државата. Во однос на пензиите ги спомнавте. Би сакал да напоменем една работа. 2006 година најниската пензија беше 4330 денари во 2006 година. Понатаму 8895 денари во декември 2016, односно за 105,8% изголемување. Просечната пензија од 7,688 денари во 2006 година на 13,754 денари во декември 2016, односно за 79%. Највисоката пензија од 27,606 денари во 2006 година на 37,882 денари во декември, односно 37,3%. Кога зборуваме за пензиите, почитувана колешки, вие ова година нешто мрдате во делот, меѓутоа наредната година треба да се ефектуира. А 4 години кои требаше да ги зголемуваат, значи вие им хајде да речем украдовте или ги оштетите граѓаните затоа што претходната влада на Република предводена од ВМРО ДПМН секоја година ги зголемуваше пензиите. Сега 3 години не ги зголемувате, ова година ја зголемувате пензијата, вие велите им помогнавме. Не, вие ги оштетивте пензионерите. Чисто околу тоа. Понатаму сакам да кажам и сум разочаран затоа што со колегата Никола Мицевски поднесовме некаде повеќе од 30 на амандмани, со другите колешки колеги исто така, исто многу, меѓутоа сум загрижен затоа што само еден делумно не се прифати амандман за Штип. За ограда од 1 милион требаше 3 милиона денари. Би сакал да повторам. Зошто? Изградбата на асфалтен пат во должина километар за поврзување на населбите Балканска Чераклија не е прифатена. Зошто ревизијата за проектот за изградба на брана на Козичка река во општина Карбинци не е прифатена? Зошто изградбата на велосипедска патека од Балван, Карбинци, Козјак до Барагала не е прифатена? Зошто изградбата на водоводната линија за населбата Македонка Чераклија не е прифатена? Зошто спроведувањето на гасификацијата во Штип не е прифатено? Зошто изградбата на новата детска градинка од 100 легла во село Карорман не е прифатена? Изградбата на пречистителна станица за отпадни води со цел акумулирање на сите отпадни води во Делчево не е прифатено. Обновата на споменикот на детска Белаци кој се наоѓа во Жена парк во Скопје исто така не е прифатена. Канализација во Нов Карорман. Изградба на канализација во село Козјак, изградба на катни гаражи, реконструкција на локални патишта Таренци, Балван, само уште една реченица, изградба на пешачка велосипедска патека Чераклија Балканска, пречистителна станица во населбата Балканска, реконструкција на крстостолица Сремски фронт Борис Крајге не е прифатена, студентски дом, изградба на сала во Три чешми, значи ништо од тоа не е прифатено. Тука треба да одговорите, бидејќи идат избори, ќе треба да им одговорите на граѓаните зошто не го направите тоа. Благодарам. Контрреплика.